убаво. Сега тихо го покануваме. Добро, еве повторно Египет и Израел, не случајно и таа поука се провлекува практично во Новиот Завет, зашто е големата слика од каде ние тргаме. Ние сите тргнуваме од Израел, од Египет, од материјалниот свет, од фараонот, сатаната го владе овој свет. Доаѓа некој Мојсей, не изведува, се случува нешто, се отвара морето, нели? Поминуваат низ Црвеното море и доаѓаме во пустината. И од тука е тој момент каде што добиваме мана, поука и треба самите да донесеме решение, да исчекориме. Значи ја дава истата таа слика и ја разглобува со одредени историски моменти што се случувале пред да се појави Исус и кога се појави Исус. 18.1. За твоите свети имаше најголема светлина. Значи зборува за она кој врви по мене нема да оди во темнина и ќе има светлина во животот. Видете вториот стих, оние што порано беа навредувани од нив, не им се одмаздуваа. И ова го имаме, не судете за да не бидете судени со каков се судите и така натаму. Третиот стих, на израелците им даде огнен светол столб, за да им биде водач по непознатиот пат. Повторно го имаме тој принцип на духот кој води, нели во овој случај ги водеше Мојсей и Арон, и духовно водење пастири стадо, нели? Египјаните се заслужиле, четвртиот стих, да бидат лишени од светлина. Тие немаат љубов, не сакаат да учат, не сакаат да се промени, си живее во својата правда, оти ги држале затворени синовите твои, значи фараонот не ги пушташе израелците, се случуваа казни, чудеси, ги пушташе па се враќаше. Значи колку е таа тврдокорно, и тој вели дека таткото го искористил фараонот за негова слава. И повторно се случуваше гибел, и повторно колку е тврдокорен тој сатански. Значи ги држале затворени синовите твои, преку кои на светот требаше да му се даде вечна светлина на законот. Така да и кога имаме некој член на семејство, кога држи, некој не дозволува, нема да биде добро за тој човек. За жал. Видете што вика петиот стих, откако решија да им ги избијат децата, се сеќавате дека кога дознаа дека ќе се роди нов цар, првен што направи ги потепа сите првородени деца. Се сеќавате, Јосиф бега, му се јавува ангел, му вика да го земе новороденчето и да бегаат во друга земја, а на израелците, кога им враќаше потоа кога ги изби нивните деца, им кажа да намачкаат со крв од старозаветно, нели, своите порти, за да не ги зема нивните деца. Вели, ти им одзеде многу деца и самите ги погуби во големата вода. Тоа е истата таа структура која се обидуваше да спречи да дојде Исус. Фараонот дали се тие таму под римска власт египетските израелските големци. И така натаму, твојот народ, седмиот стих, го очекуваше спасението на праведните. Тие очекуваат да дојде, но ги имаме во Јован оние стихови, дојде кај своите, за жал и своите не го познаа. И загинувањето на непријателите. Но можеби тоа не се случува секогаш во материјалниот свет. Овде, како да кажам, во овој привремен момент кај што служиме ние војска меѓу Исус и сатаната, во која војска ќе бидеме прашање. И ако мислиме дека ние сме си сами за себе, ние сме во сатанската војска секако. Одиме понатаму. 8 стих, со тоа истото вели, не прослави нас повикувајќи не при себе. И Исус го имаме тој стих исто во Новиот Завет, дојдете при мене сите изморени и обременети. Исус не повикува. Но не доаѓа секогаш Исус, некогаш е тоа некој сотрудник што работи. Дојдете при мене, не прослави нас повикувајќи не при себе. Тој не повикува да дојдеме, не да седиме во истото. Видите што вика понатаму, светите луѓе еднакво да учествуваат, 9 стих, и во добрини и во опасности. Значи, ако со мене се избавивте, со мене и ќе страдате, како вика Исус. И тогаш, кога учествуваш комплетно со Него во се, живееме ли, умираме ли, Христови сме, ги запеа светите песни на татковците. Ето овие песни што слегуваат, таа песна што слезе во кај Верче на службата, веќе имаме 4 строфи, уште рефренот кој ќе дојдеме
во студиото во Скопската заедница кој ќе направиме со Манде во недела. Злогласниот 10 стих, злогласен глас на непријателите, тажен лелек на децата нивни, зашто ги погуби, ќе речете Господ, нивните деца тогаш. Па видите, тоа е законот, мора да го научиш. Што правиш, тоа ќе ти се прави. Не можеш без да платиш за тоа што го правиш, да поминеш, освен кога Исус ќе плати и ти не живееш по својата волја. Видите која слика е страв да те фати. Живите беа премалку, 12 стих, за да ги погребат мртвите, кога ќе дојде тој момент. А во Македонија гледате колку млади луѓе испогинаа на таа улица партизански одреди. И тие партизански одреди, самото име, например, убивале во војни, во крв, и самото непочитување на законот, и никој не превзема ништо. Зошто не излезат, не ставаја предходно и камери да ги спречат тие работи, да донесат закони? Видите, се остава тоа. И сега 13 стих, не верува, и дури кога им загинаа нивните првенци, се случува дури во црквите да умираат жена, маж, пастори, болни, водачи, владици, болни, знаете? Тогаш ќе признаа дека израелскиот народ е син Божи, ама нема да признаат. Исус вели, ќе дојдат и ќе ви се поклонат и ќе речат, навистина со вас е Бог. Тогаш ти го прифаќаш водството. Сакаш да бидеш овца, самиот кога одиш ти си коза, на крајот козите од овците се одвојуваат. 15 стих, видите, ова е она што е суштината да го разбере човек христијанството. Од небото слегна од царските престоли на земјата, предаден за пропаст. Исус, нели, како страшен војник, се силниот твој збор. Зборот во сила, во Откровение вели, името му беше Слово Божјо натопено со крвта. А просто таму вели дека на неговата облека се сите запишани. Во неговата душа тој нема облека, тој е духовен. Тој носеше остар меч, живо слово, неизменлива твоја заповед. Љуби го својот ближен како себе си, и откако застана, исполни се до смрт, на смрт на крст Исус се даде, и тој допираше до небото и одеше по земјата. Ние не треба само по земјата да одиме, бидете со умот горе во Царството Божјо. Таму треба да одиме, треба да бидеме поврзани, нели? Поврзани за да ја имаме во силата да бидеме. 18 стих, паѓа полумртви, еден овде, друг таму. Си кажува еден на друг зошто умираат. Луѓето знаат. И после вели дека во соништа им кажува. Кога е некој болен и умира, знаеш ти дека имаш гревови. Но дали внатре во тебе се уште има нешто што не ти дава да се покаеш, да речеш прости ми и да го понесеш гревот, да не им оставаш грев на твоите деца. Однапред им го беа кажале за да знаат зошто злото ги постигнало соништата, 19 стих. Во пустињата загинаа, тоа го знаете, но видите што е, но тој гнев не потраја долго. Каде е тоа вечно проклество? Гледате, во пустињата загинаа, да, телото оди во земја, но тој гнев не потраја долго. Зашто безпрекорниот човек, се мисли на Исус, бргу се застапи за нив, вооружен и за Христовите со оружјето на својата служба. Оружје на мојата служба, кое е? Покорност, срце предадено на Исус, молитва, надеж, вера и љубов во Исус, барање сила, откажување од гревот, неосудување, простување, сетите се елементите, нели? И прифаќање со молитва и кадиво за измирување. Кадиво за измирување, прифаќање на неговата волја. Тој стана против гневот и на маките им стави крај. Гледате дека не е се вечно злото. Исус или било кој слуга, а со тоа покажа дека е слуга твој. Слуга на Исус Христос, не се занесуваме ние. Одиме понатаму, смртта не ја победи со телесна сила, 22 стих, ниту со силата на оружјето, со збор. И рече Бог, од следниот час, ке рече, на факултет сум, од следната средба, ке читаме Битие на почетокот на Библијата. Само со збор го победи напасникот. Знаете, Слово Божјо, затоа е важно тоа Слово да го живееме. Не да зборуваме своји слова, откако ги спомна заветите и клетвите. Завети и клетви на татковците. Завети имаат за вечен живот, но имаат клетви кога тераат по свое. Што бараш ти сега да правиш, Бели? Знаеш дека не треба да правиш. И што очекуваш, дека ќе ти прости?
А ти го знаеш законот, уште полошо ќе биде. 23 стих, кога веќе со купишта леже еден врз дух, тој застана среде нив, Исус или некој негов слуга го сопре гневот. Значи, гледате како действува тоа и му го пресече патот кон живите, да престане да ги убива веќе. Они го викаат овде, како се викаше, избавител, нели? Оној што доаѓа да ги казни, да ги наплати гревовите. И еве го пак ова што го има, на облеката негова беше целиот свет. Облеката негова, тоа е духовно битие. Значи, тој е наречен татко на духовите. Нашата вистинска природа е духовна. Татко на духовите, отец на духовите, вечната љубов и капка од неговиот дух во секого од нас има и имињата славни на татковците, изрезани врз камењата во 4 реда, а твоето име врз диадемата на главата негова. Значи, на главата негова е името Исус Христос. Овде повторно се потврдува, ама треба во духот да се разбира, не да си го столкуваш од себе си. Пред тоа отстапи погубителот, тој што ги казнува, се исплаши од него, зашто беше доволно само таа гневна, а јас ќе речам краткотрајна казна. По краткото страдање, како што има Исус, како што вели во Новиот Завет, еден ден да се покаеме и сите да се собереме. Значи се враќаме на овој 15 стих. Од небото слегна од царските престоли на земјата, предаден за пропаст, да плати за нас, како страшен војник, сесилниот твој збор. Затоа треба да имаме почит кон ова слово, да не го употребуваме ординарно или така го зборуваш како што си зборуваш добар ден, кај си, што правиш. И јас кој ќе ви го кажам тоа секогаш, кога ќе дојде моментот да застанам пред ова слово, јас се затресувам, а се чудам со каква леснотија на примитивизам, на телесност, го цитираат, говорат, зборуваат во словото. И затоа се оние стихови: не барајте мнозина да бидете учители. Знаете, тоа е одговорност. Кому му е многу дадено, многу ќе се бара од него. Страшен војник, се силниот твој збор. Значи, зборот е сила, мечот на духот. Нели, смртта, 22 стих, не ја победи со телесна сила. Ниту со силата на оружјето, туку само со збор свој го победи напасникот. Со зборот Исусов: бегај од мене, Сатано, Исусе, помогни ми. Отстапи од мене, јас му припаѓам на Господ Исус Христос, а потоа ќе ви даде тој, ќе ви даде како да постапите. Доволно е само да кажеш Исусе. Ама ако ќе кажеш Исусе, треба да бидеш односот со него да ти е на вистина како некој што кога ти заедништво живееш во еден дух. Како, например, затоа го дава тоа маж и жена кога се сакаат. После материјалниот свет, по извесен период, луѓето веќе не се сакаат, се навикнуваат, почнуваат да се мразат, зашто немаат доволно љубов. Кога се сакаат, тие не прават граница меѓу себе, тие заедно што има едниот дава на другиот, тоа е се заедничко. Така се однесува и за тоа, со збор го победи напасникот. Бегај од мене, Сатано, во името Исусово. Бегај од заедницава, Сатано. Отстапи во името на Исус. Мораш да отстапиш и не отстапуваш, стоиш. Кога ќе кажеш Исус и стоиш во тоа, на таа карпа, тогаш се гради таа духовна црква што му вика на Петар, и портите на пеколот нема да ја достигнат. Не може ништо да ти направи. Затоа вели, еден ќе натера во бегство 1000, двајца 10.000, за тројца не е кажано. А ние никогаш не сме еден. И јас и Исус и Отецот сме едно. Јас сум во Отецот, вели Исус. Отецот е во мене и вие сте во мене и вие треба да бидете во Отецот. Ние сме секогаш тројца. Така да можеме да натераме во бегство секого, се разбира, имаме Божја волја, таткова, и наша волја. Тука се прекршува работата. Не можеш со твоја волја да примиш сила и да тврдиш дека си Исусов. Што и да побарате во мое име, не бараш ти во тихово име, во мое јас, во негово барам. И чекаш, видите,
чекаш. Видовме демоните како излегуваат и влегуваат и луѓето се чудат, и на луѓето крева, раце паѓаат, врескаат. Шо ако паѓаат, врескаат? Ајде да видиме по една недела дали е состојбата добра или лоша. Дали тие се во Исус или си живеат приватно. Си живееш ти по своја волја. Исус рече, нека биде твојата волја, се враќаме на молитвата и тука ќе завршам. Татко наш, татко, значи, кој си на небесата, знае дека има татко на небесата, нека биде волјата твоја. Па што вели, се е твое, царството, силата и волјата се на таткото небесен. Знаете, тоа треба да го разбереме. Ние треба да се вратиме во негова припадност, да се претопиме во љубовта, да бидеме еден дух, едно тело, една љубов со него. Значи, тоа слово е важно да е живо, да не е мртво. И затоа онаа доктрина што ја имаат они превземено во таа една црква, само словото, тотално е погрешна. Словото, еве го, само словото е мртво. Словото без дух е мртво. Духот е важен. Духот да бидам во еден дух, ама во Исусовиот дух, зашто има и дух на овој свет кој се представува како Исусов. И по делата ќе ги познаете. Дали живее за себе, значи по своја волја, или живееш за Исус, се си му предал нему. Тука е раскрсницата од Египет, преку Црвеното море, во Израел и исчекор во ветената земја, каде што ти стануваш син Божји, исполнет со сила кога го води Духот Божји. Слава ти, Господи Исусе Христе. Амин.